За разлика од поголемиот број на телевизии кои што работат, да речеме, по 20 на години, ние сме меѓу последните кои што добивме дозвола за работа, односно лиценцата, концесијата тогаш. Ја добивме на крајот на 2008 година, а со работа почнавме на почетокот на 2009 година. Така да, пак ќе кажам, за разлика од колегите, ние не видовме од тие златните времиња на медиумите. Ние нашата работа ја започнавме токму во најтешкиот период за работење, кога, да кажеме, претходната власт беше во полна моќ и кога многу малку медиуми, па да кажем не само медиуми, туку и организации се спротивставуваа на некој начин на притисоците кои што ги вршеше претходната влада. Меѓутоа, еве, ние на некој начин успеавме да одолееме на тие притисоци, иако пак ќе кажем релативно млад медиум. На некој начин успеавме да го наметнеме нашето постоење кај гледачите и со нашата објективност и информирањето онака како што е, да го придобиеме нивната доверба, конкретно, и да бидеме на некој начин нивни партнер во разрешување на проблемите, затоа што голем број од наши граѓани кога видоа дека работиме онака како што треба, доваѓа и ни укажува и на некои работи за кои што ние не бевме свесни. Така да, реално имаше притисоци, меѓутоа притисоците најчесто во минатиот период не беа директни од власта, туку на некој начин беа самоцензурирање, затоа што секој новинар па и уредник прво ќе размислеше добро дали да го објави тоа што треба да го објави, во страв дека утре сигурно, ако не утре задутре, ќе му дојде некаква инспекција за да провери, не знам, по архива, по документи, а знаете како е кога инспектор ќе ви дојде, нели, секогаш може да најдат казна, најчесто беа праќени по нарачка, значи ќе отидете таму и мора да го казните толку и толку. Пак ќе кажем, ние не видовме од убавите денови, односно златните денови на медиумите. Се надевам дека еве сега со промената на власта дека работите ќе се сменат, дека новата влада во нас ќе гледа еден вид партнер во креирањето на нивната политика или да кажеме коректор доколку сгрешат. Значи, не е целта на објективното информирање да ја куди цело време владата и на тој начин да придобива поголема гледаност, нели, знаеме дека секогаш кога вие зборувате лошо, кога ставате некои црни вести, дека тоа добро се продава, туку доброто информирање, односно гледањето на јавното добро треба да биде пред се приоритет за секој медиум, односно да се укаже на грешките кои што ги прават, да кажеме, или локалната влада или од државната, за да тие ги согледаат нивните грешки и ги коригираат, значи да не се повтори во некоја следна прилика. Дали владата во изминатиот период даваше пристап до финансиски средства преку реклами или преку некој друг вид на помош за вашата телевизија, и дали таа помош или односно средства беа на некој начин условени со послушност, односно со поинаков вид на информирање? Ние, пак ќе кажем, бидејќи сме едни од телевизиите, односно 3 или 4 последни добивме концесија за работа, реално имавме од владините приходи, меѓутоа со најкраток рок, некаде околу година дена ги добивме, и тоа на крајот, нели, пред да ги укинат, и немавме никакви условувања, немавме никакви барања за возврат за тоа што ќе ни го дадат, затоа што мислам дека и тие сватија дека и на нив им одговара на некој начин, некој што објективно
ќе информира. Така да, пак ќе кажем, немавме никакви притисоци и барања за враќање на услуга затоа што ќе добиваме. Нити конкретно од владата, нити пак преку маркетинг агенциите кои што во некои случаи беа договарачи за рекламите кои што ние ги емитуваме. Дали уредниците и новинарите во вашиот медиум се слободни да информираат за сите настани за кои сметаат дека може да информираат? Дали има доволно слобода на изразување во нивната работа? Јас сум менаџер на телевизијата, не сум собственик на Канал 8 телевизија. За среќа ние имаме собственик кој што во ниеден момент се нема вмешано во работењето на телевизијата. Значи, тој исто како и ние, целта негова за постоењето на телевизијата е објективното информирање на граѓаните и на некој начин позитивно влијание врз мислењето на граѓаните. Значи, немавме никакви... Нормално дека постои уредувачка политика која што ја уредува главниот одговорен уредник на телевизијата, меѓутоа тој нити од собственикот на телевизијата, нити па од мене како менаџер некогаш е добил некакви инструкции за работење. Значи, потполно независно работење на новинарската екипа. Познавајќи ја невладината сцена и во вашиот град, сметам дека невладиниот сектор е добро разработен, односно присутен во вашата општина, односно во вашиот град. Дали невладините организации имаат простор во таа програма која вие ја менаџирате и дали мислите дека има простор за подобрување? Секако дека простор за подобрување постои, нели, секогаш може да биде и подобро. Меѓутоа можем да кажем дека ние со невладините организации од Кочани имаме одлична соработка, независно дали се работи за покривање на настани кои што тие ги организираат, да речеме сепак најчесто за таква соработка станува збор, значи проследување на настаните кои што тие ги организираат, меѓутоа ние со невладиниот сектор во Кочани воспоставивме и партнерски односи. Значи, еве, со последниот проект кој што Мост, нели, го објави за истражувачки истории, ние добивме понуди од 3-4 невладини организации кои што би сакале да соработуваат со нас. Значи, бидејќи проектот се реализира во партнерство на невладени организации и медиум, тие побара наше учество, односно наше партнерство. И морам да кажем дека ние сме задоволни од нивната понуда, меѓутоа бидејќи беа многу, се одлучивме само на 2 да го дадеме нашиот подпис, за кој што сметавме дека ќе биде од обостран интерес, односно од интерес и на невладината организација и на нас како медиум, меѓутоа и на крајниот потрошувач, да кажеме, на производот, тоа е гледачот кој што ќе гледа таа продукција која што ние сме ја креирале.